Да, токму така. И овој пат уште едно издание на Лидер на неделата. Добре дојдовте за сите вас кои што сте на 107.4 и добре дојдовте на сите вас кои што сте на Facebook страницата на Радио Лидер. Ке можете и во видео издание да ја гледате ово издание секако на Лидер на неделата. Кој е овој пат наш избор за Лидер на неделата? Специјалистот за односи со јавност и нови медиуми Бојан Кордалов е нашиот избор за овој петок. Предпразнично, онака, ќе зборуваме за нешто што веројатно сите не интересира, но и за лидерството како нешто кое што веројатно го поместува светот или го поместува барем границите. Добар ден, прво, добре ни дојдовте. Благодарам, добар ден. Прво благодарам на укажаната чест до вас, Катерина, секако и до Радио Лидер, и благодарам до сите кои што не следат во радио формат, меѓутоа и во дигитален формат. Така е, да. И сега знаете како, морам да почнам со она што се случуваше денеска. Значи денеска Facebook, особено моите колеги новинари, беа толку многу брзи, нели, со прстите, како брзи прсти играта, да го воспеат или воздигнат Пауновски, нели, и сето она што се случуваше околу тоа, како тоа да е нешто кое што едва чекавме да ни се случи, некој да рече не на лидерот. Па, мислам дека убаво е што има дискусии, што има различни мислења во секоја сфера, меѓутоа проблемот или предизвикот во вакво време, како што живееме дигитално, плурално, со различни навики, е што секоја тема трае неколку дена. Така само. Така што едноставно во трката по информации, вести, не зборувам како медиум, како луѓе, како граѓани, едноставно се надпреваруваме која тема ќе надвлада ја покрие другата и така натаму, но мислам дека е убаво да се дискутира на таа тема и да се разговара во рамки на законите, надлежностите. Се е отворено и се е добро кога има дебата базирана на закони. Колку често дневно новинарите ве бараат за ваш коментар за новите, за и околу новите медиуми и сето она што може да се пласира на нив? Веќе живееме одамна во време кога на Твитер од американскиот претседател па до нашите лидери ја информираат јавноста за, не знам, круцијални прашања и теми. Па, ова е дилема што многу често јас имам и ја размислувам. Дали треба да е така? Па не, мислам дека е тема која што е многу важна. Бидејќи веќе повеќе од 12-15 години сум активно медиумски присутен, можам да кажам дека и јас растам како што расте темата. На почетокот тоа беа млади луѓе, деца кои што се занимаваат со дигитални технологии и слично, денеска мислам дека разбравме не само дигиталните технологии, туку дека начинот, процесот на информирање е многу важен. И е тема која што е важно да се обработи, бидејќи како комуницираме, каква комуникација воспоставуваме, зависи и како дома ќе се разбереме, значи во приватната сфера, меѓутоа и како ќе успееме во школа, на факултет, во нашата компанија или администрација, дали ќе завршиме некоја работа или не. Така што не бројам колку често, туку се радувам што се дава простор личниот став, интегритет да излезе на површина и да се разговара. Јас сум човек кој што верува дека секој индивидуа е лидер, лидерка. Да. Секоја индивидуа. Знаете дека веќе во македонската литература или воопшто во светот не треба да се употребува лидерка? Туку? Па не знам. Добро. Лидер, само лидер. Жена лидер или лидерка. Да. Значи моабетот е дека ама убаво е во лидерка. Мене ми е окей. Јас секогаш се залагам за еднаквост и за инклузивност. Да. Значи поентата ми е дека дека секој од нас е лидер. До таму се станавме. Да, заради тоа што ние кога ќе велиме експерт или професионалец, или ако сакате лидер, ние мислиме на политичари, адвокати, лекари. Во прва линија тоа ни се. Значи, инженери. Тоа е супер. Да. Нема никаква дилема. Меѓутоа, лидер или лидерка е личноста која што продава на пазар. Продава 7 дена. Најчесто на пазар. Нема ни еден ден одмор. Лидер или лидерка се луѓето во маркетите, поштарите. Луѓето кои што нели изработуваат врати, столици, столарите, че едноставно секој по моето убедување има што да каже ако го прашаме на вистинската тема за која што има искуство. Така. И колку повеќе ја забораваме превртената пирамида на нереални позиции на одредени луѓе од секогаш. Не е само овие години или оваа деценија, туку многу подолго време. И колку повеќе ги ставиме, им дадеме шанса на сите луѓе на вистинското место, ќе изградиме по-нормално општество. Тогаш
ќе сватиме колку е важна комуникацијата. Бидејќи ако јас се разбирам за комуникација, сега почнам тука да зборувам за како се чуваат вакцините против корона, јас имам читано, мислам дека ќе направам проблем. И секогаш избегнувам дури работи што ги знам, но не се од мој домен да се дистанцирам и да кажам комуниколошки гледано ова е ставот. Иако си имам став како човек, како граѓанин, меѓутоа јавниот простор треба на секој индивидуа да се даде за да зборува за она што е експертка или лидер. Да. Тоа е суштината. Така што мене ми е драго, барем во мојата ситуација, јас се чувствувам дека имам многу пријатели и колеги дури, иако не сум ни од новинар, значи заради тоа што комуницираме од заеднички интерес, јавен интерес. Разгледуваме теми кои што се случуваат на дневна основа, заради тоа што тоа е интерес на јавноста, тоа е интерес на демократските процеси, па ако сакате и на економијата. Колку поголема демократија има, толку послободна економија и повисоки плати и обратно. Така. Оно што секогаш почнуваме, нели ја почнуваме оваа емисија, вели секој може да биде шеф, ама ретко кој може да биде лидер. Се согласуваме и комуниколошки и секако и општествено и народски и секако. Ајде лично е ова. Ајде лично. Јас не верувам во концепт на шеф и шефица. Верувам во концепт на координатор, координаторка, верувам во концепт на лидери во тимот. Добро. Значи, за мене балканското гледање на компромис, дека компромисот кој ќе се најдеме на пола пат, е малку застарено. Да, компромисот ако се најдеме на пола пат. Значи, јас сметам дека треба да одиме до Крушево, вие сметате дека треба да одиме до Охрид и не знам ќе се најдеме да одиме до Маврово или како и да. Океј, тоа е компромис. Меѓутоа компромис е кога јас ќе прифатам нешто што вие сакате овој пат, затоа што го почитувам вашето мислење, а вие некој друг пат ќе прифатите моје мислење, без присила. И тоа е компромис. Така што мислам дека термините на шеф, шефица се од едно друго време и дека денеска зборуваме за партнерство, бидејќи во правото, еве ајде да излезам од мојата комуниколошка, се вратам во правничката. Така. Се разликува многу јасно термин моќ и авторитет. Значи, вие да бидете моќен, може да имате оружје, да имате војска, може да бидете власт. И да бидете моќни. Тоа да воспоставите авторитет, значи дека луѓето, граѓаните ја прифаќаат тоа што го зборувате, бидејќи имате зошто, има причина, имате изградено авторитет, докажаност поради која што сте авторитетни во одредена област. И повторно велам, област е секоја. Бидејќи ние малку претеравме, не гледајќи го новото време, кој што покажува дека херои се луѓето. Имаше една многу интересна Facebook страна и уште има, Humans of New York, каде што се фокусира на автентичноста на одредени поединци во градот. Значи, луѓето се херои денеска. Факт е дека многу е важно кој ќе ви биде председателка или министри, важно. Ќе дојдеме и до тоа. Бојана, ќе го сакам вашиот личен став, таму ако може да биде. Важно е кој, меѓутоа важен е секој. Мора да разбереме дека комуникација во 21 век значи да разбереме дека луѓето кои што работат во комунална хигиена играат еднакво важна улога како вашата, мојата професија, па дури докторската, правничката и да не ги редам. Да, ама тие ќе ви речат нешто, еве сега јас, нели, од контра. Тие ќе ви речат нешто, ама јас ништо не можам да направам за да си го подобрам моето место, за да кажам, мене никој не ме слуша, па и оној што е пазарџија, па и пазарџиката, па и онаа што работи во маркет. Нели, наши се херои, да, за луѓе кои што веројатно имаат некакви поотворени умови или не знам како живеат во некое свое време или барем сакаат да бидат така. Катерина, две опции се. Добро. Едната опција е да ја прифатиме реалноста. Реалноста денеска, во 21 година, 21 век, вели дека херои се сите луѓе, индивидуите. Втората опција е да не ја прифатиме. И сега тоа се два процеси. Да им веруваме само на оние кои што се лидерите или како? Секој ќе верува што сака. Меѓутоа два процеси води тоа. Првиот процес е како до сега, иселување на млади, апатија, се помалку учество на избори, едноставно колективна апатија. Така. Второто, ако видиме зошто е тоа така, зашто не знаеме да комуницираме, не знаеме да ги ставиме во средиште луѓето кои што се важни. Говорам со децении се случува. Тогаш, ако излечеме поука, ќе можеме да вратиме добро. И во институции, и во јавни служби, сега јас можеби многу зборувам, само добро. Ајде сега удиме на темата за која што сме тука. Дали дилемата е секогаш тука како кој е постар нели јајцето или кокушката, лидер се создава
Што мислите, или лидер се раѓа? Има Или добри едното и другото. дефиниции, има добри дефиниции за тоа, што се ставени во многу филмски реплики. Значи, 90% е талент, 10% е работа или обратно, како сакате. да. Меѓутоа едното без другото не оди. И дури да ја прифатите тезата дека 90% е работа, 10% талент, без тие 10% и во едниот и во другиот случај не може да се Нема да ве направи биде. ништо. Не може, факт е дека треба да имате карактеристики. Меѓутоа, залудно е ако вие не сте демократични, ако не прифаќате различно мислење, ако не комуницирате, ако не сте инклузивни, не ги вклучувате сите во процесот, тогаш не зборуваме за лидер, тоа зборуваме за шеф-шефица. Лидери на кои се восхитуват. Добро, сега ќе бидам контрадикторен некој, да дам конкретни примери. Не, тоа се ваши лични ставови овој пат, не како Разбирам, комуниколог. разбирам. Се восхитувам на луѓе кои што знаат ненаметливо да се наметнат. Кои што знаат колку вредат и немаат потреба да повишат тон или да се докажуваат по 100 пати за тоа што го знаат. Добро. Луѓе кои што не трчаат онаму каде што е актуелноста денеска. Значи, ако сите решили дека денеска е актуелно да се сади нешто, дека сите го прават тоа, туку размислуваат 10, 20, 30 години и анализираат и истражуваат кога ја носат одлуката. Тоа се за мене лидери, лидерки. Тоа се за мене луѓе на кои што се восхитувам. И тие се луѓе кои што јас ги знам, можеби вие ги знаете, тие се лидери во своите и лидерки во своите средини. Еве кој е тој некој? Ке ни кажете некој име и презиме? Ајде во текот на емисијата да размислам, да повеќе луѓе опфатам за да не Тоа се буквално луѓе од моето окружување, моите најблиски луѓе кои што ги следам на социјалните медиуми, кои што едноставно се борат да бидат своји, да имаат своје јас. Многу е важен интегритетот. Денеска се помалку има интегритет. Вие денеска споменавте на пример за телефонски зајавувања, за контакти, значи имате вие многу луѓе, подобро од мене знаете, но јас ќе го кажам тоа, кои што ве прашуваат за каде ќе гостуваат, за кога ќе гостуваат, за што ќе се зборува. Јас разбирам дека се мене да ме викнете за квантна физика. Дека јас нема и мене да ме викнете. Например. Нема да знам што да кажем, е неадекватно. Ќе си молчиме двајцата. Но верувам, бидејќи имате голем бекграунд, големо искуство, дека знаете на која тема ме викате, јас сум сепак специјалист во мојата област. Јас чувствувам должност да придонесам. Бидејќи Македонија на секој од нас дала. Во образование, во здравствени услуги, да не редиме. Во многу што, во безбедност на крајна линија. Така што кога ќе се изградиме како личности, кога ќе се профилираме во професијата, мислам дека е ред да дадеме. И затоа мислам дека тие се тие луѓе херои кои што разбираат дека се тука за да придонесат. Разбираат дека интегритетот е најважен. Разбираат дека мислењето и ставот што го имаат не зависи од мнозинството и малцинството и дека им тежи зборот. И не е важно каде. Значи, добро. Ке сакам да сте доволно искрен, барем ова и да нели заборавите на тоа дека нели сте во таа улога да речем на комуниколог само. Еве јас ви велам лидери во Македонија. Добро. Постои ли некој од нас за кој што вие се сеќавате, лидер кој во политиката да речеме, кој што мислите дека според сите карактеристики, да речеме харизма, идеологија, нели својата собствена идеологија може да не е идентична со онаа вашата, нема врска тоа, самодоверба, интегритет ако сакате, што друго заслужува да го споменате со име и презиме или можеби само ако ги спојам. Да ги споите? Одредена карактеристика од секого. Слушам. Одредена карактеристика од секого. Што е најдобро кај Зоран Заев? Компромис. Компромис. Добро. Што е најдобро кај Христијан Мицкоски? Прецизност. Прецизност. Добро. И сега кога би може да се да споиме, се може да одиме понатаму. Кај Талат Џафери искреност и директност. Ајде, кај Талат Џафери што е? Искреност и директност. Искреност и директност. И се можеме да одиме буквално кај сите, да земеме по нешто, и да направиме идеален политичар. Значи јас не се стремам да ги критикувам. Една работа многу долго се борам, бидејќи ние сме општество, не ми се случува кога одам во продавница на пазар, да ме прашаат. Не да ме да ми кажат, бе комшија те гледаме и на која страна се не можам да сватам. Ние сме општество кое што тежне е да побара сега во моментот дали Бојан оди према лево или према десно. И сега јас се борам да кажам дека јас немам проблем да изразам индивидуален став.
кој што не е ни лево ни десно. Тој е стручен став. Затоа што стои се потпишува Бојан Кордалов како човек, потоа како професионалец. И дека не влие дури ни родената мајка, татко, сестра, сопруга, ако е на одредена позиција. Кога се греши или кога не се постапува правилно, треба да се укаже. Но второ, многу важно. Јас мојата улога ја гледам како давање идеи и решенија. За критика има многу. Така. Како беше на шалтерот и редот за критика е огромен. Да. И тоа редот за предлози е многу помал, да не речеме празен. И јас упорно се редам на празниот шалтер, кај што нема ни од оваа страна, никого ни од таа страна, многу често нема кој да ви услужи. Меѓутоа сум упорен, затоа што верувам дека мора да се даваат решенија. И затоа мојата идеја не е да ги критикувам политичарите. Не да кажам ова е подобар, ова е полош. Јас секако сум човек што има свој став, меѓутоа и како личност не ми идејата да ги критикувам. Јас сакам да се изнедри, баш така ќе го кажам, она кое што е позитивно за сите. Бидејќи милион евро, по некои проценти е 1,5 милиони, по други проценти е старите 2 милиона. Колку и да земете, во Америка се вакцинираат дневно 3 милиони лица. Значи, 70% од вакцинираните луѓе сме ние. Ако сме 2 милиони, а 50... Во еден ден. Во еден ден. И сега, какви поделби, какви кавги, какви разлики зборува? Секоја власт се сочува со целување, затоа што има потреба од поголема слобода, од подобар квалитет на живот, од подобра економска моќ, тоа значи реална плата. Значи, нашите генерации млади, кога растеле, има ледни очекувања и можности. Генерациите денеска имаат се. Овие новиве медиуми. Не отворија врати. Имаат визер, имаат визер. Значи во еден правец, ако не во два. Во најмала рака 3 месеци пробно да направи нешто, па може да се врати па да отиде. Има многу можности. И сега, да не го согледаме тоа колку е динамичен светот, дури во корона. Можно за работа од дома. Колку млади луѓе, па и повозрасни, не толку млади, работат од дома на интернет. Не зборуваме за фейк ньюс. За лажни вести зборуваме за дизајнери, зборуваме за реални потреби за најчестна работа. И се работуваат тие свежи пари од Австралија, од Америка, од... Доаѓаат и кај нас. Да, доаѓаат кај нас од Европа, ги носат тука. И ги вложуваат во маркетот, на пазарот, во продавницата за кондори, во молот, во локалните гранапи, така. Тоа се случува. Сега, ние во една таква ситуација да зборуваме за делби и за едни се добри, едни се лоши, не е следствено на времето. А колку како специјалист за односи со јавности, нови медиуми, ќе ве побараат од едната страна, од другата страна, од третата, четвртата, зборам како политички партии, да побараат совет од вас, да побараат мислење, или мислите дека се доволни нивните пиар тимови? Поединци и повремено да, од сите страни. И јас тоа јавно сум го кажал, особено за... И ќе бидат искрен да кажете дека секогаш сте искрен до крај со нив, за нивно добро? Секој. Како ти е тоа го прифаќа? Никако. Никако! Зошто? Искреноста за жал не се прифаќа. Да. И при тоа мојата искреност е секогаш проследена со решение. Значи јас велам ова не ви чини, ова не треба да го... Не велам ова, сите им кажа дека не им чини. Мислам, се наредени... Мислите дека и нивните по пиар тимовите им кажале? Не, од страна. Добро. Не ви чини. Добро. Јас викам се знаете што не ви чини, ама не е така. Добро, викам окей. Еве го решението по мене, стручно. Добро. И сега веќе после толку време, барем се најголем дел културни да се заблагодарат и да кажат дека е добро, меѓутоа опасностите се тоа и ќе размислат. Добро. Често и да применат. Добро. Меѓутоа често и да едноставно не го прифатат заради тоа што сметаат дека треба да се каже да. И јас немам проблем да кажам да кога е нешто добро. Јас кажувам да кога е нешто добро. Ама сега кога нештото гледам дека не води, зборам од мој случај на свет. Значи ја не се ставам у име на народот дека анкети правам, него како ќе одекне комуникацијски. Јас на пример еве за здравствена криза. Добро. Јас немам проблем да кажам кога се комуницира добро. Немам проблем да кажам кога се комуницира лошо. Јавно и транспарентно. Кога се кажуваат 100 пати датуми и ништо. И тоа, меѓутоа и кога се шири негативна енергија и страв. Бидејќи и вие и јас сме биле во позиција да прележиме корона. Така е. И знаеме колку изјавите непредвидливо е, тоа не дека не е факт. Ама во тие моменти,
Значи имало 10.000, некогаш 20-25.000 луѓе активни во моментот. Така. Тоа се души, Да. луѓе, психа. Па И нивни ти роднини, мислиш, па нивни така е. пријатели. И ти кога ќе кажеш кој ќе Знаете кога го мислев многу во тој период, Кој? кога 15.000 наши колеги, најмногу панели, отидоа AstraZeneca, сите новинари, нели собраа од една од Сдруженијата на новинарите, ги однесоа, примија вакцини и така натаму. Оп, стоп, Филипче вели, AstraZeneca не смеат. Помлади од 60. Па тоа знаете ли што беше? Да. Мислам, тоа се индивидуални тешки дилеми. Не сум се соочил за да можем, но верувам. Меѓу прва и втора доза седиш и чекаш. За жал, мислам, ајде тоа мора да бидем искрени да кажеме дека не е национален проблем. Добро, дека е глобален, Тој за жал реален, е секако. глобален проблем, затоа што се следат две тези. Една теза е зграбете ја секоја вакцина, за побрзо да се имунизираме, другата теза е Не се вие ги пуштаме, не, таа е антиваксерската теза, има во средина втора, која што вели па овие ги пуштаме вакцини за патување, овие не, едноставно овие се над 60, овие се под 60 и едноставно тука па кој е надлежен, СЗО, ЕМА, Да. значи едноставно на граѓаните на светот, овде не зборуваме на Македонија само, значи треба малце оддишка. А денеска Факт. башка знаете што беше главна вест пред Пауновски? Главна вест беше дека пратениците се луѓе кои што не се како нас другите, нели? Тие се од погоре заради тоа што тие ќе се вакцинираат со Pfizer. И наеднаш кога почна тоа лавина социјални медиуми и се, и наеднаш оп Филипче се јави и ни кажа на сите не, Спутник ќе биде. И потоа имаше и парламентарци кои што рекоа зошто не излажавте? Ни рековте Pfizer, повеќе не. Нели? Не сме како оние боговите. Тешко е, многу е тешко во толку директна демократија и отвореност да водите процеси комуникацијски како да сте пред 20 или 30 години. Значи ова време е транспарентно, дигитално време. Добро. И ако само се завртиме дека Британија, европските земји, САД, ние ќе видиме дека на веб страните на собранието, владата, политичарите, конгресмените и така натаму објавено се. Од начин на контактирање, од јавна информација, од колку пари се трошат, каде се патува, што се постигнало, едноставно времето е такво. И тешко е во првите 5, можеби 10 години, значи да се поверува дека е искрено тоа, дека не е блеф на одредена партија. И тој втора работа е важна. Најголемите партии мора да седнат заедно да го воспостават тој систем. Затоа што денеска е една партија на власт и таа да речеме дека пробува да го направи тоа. Опозицијата само заради политички поени го негира. Обратно. Претходно или утре ќе биде другата партија на власт и да речеме ќе пробува да го направи тоа, опозицијата само за политички поени ќе, значи исто е. Исто. Не ова критика, едноставно е начин на комуникација на Да. опозицијата и власт. Значи забораваме сите дека сме во опозиција, што сме рекле кога сме биле на власт или обратно. Зашто Така да некако. бидеме реални, значи тезата е добра, дека Добра. секој е еднаков и е многу важна. Добра. И тоа во исто време некој ќе ви каже, ама мојата плата не е колку таа. Така да. Сакам да кажем дека ако не сакаме да западнеме во било каков популизам, мора партиите да седнат и да направат ред. На крај нешта зошто претседателот на САД или претседателите во светот премиерите се возат во блиндирани возила. Заради тоа што ако се деси не дај Боже, ако се случи не дај Боже нешто, многу повеќе чини отколку сето тоа обезбедување. Че тоа има, ама отворете ја темата. Кажете, објаснете ја. И на тој начин ќе се направи сето тоа што треба. Кај нас многу често се случува привилегиите да се на друга основа. Да се на некои ситни ручеци, вечери, привилегии на Или политички други. час или не. Да. Едноставно тоа е тоа кое што создава. Создава 30 години. Да бидам прецизен. Создава немир кај граѓаните и недоверба. И кога доаѓаме до недовербата, неседиците е клучна. Да. Ако не ја претвориме во доверба, ништо од ова нема да може да се подобри. Да. Не ми одговоривте и повторно уште нешто само за политика и не збориме више. Значи ова со интегритетот го споменавте. Интегритетот денеска особено го имаше Пауновски. И веројатно нека и 3 дена тој ќе биде херојот, барем за јавноста и барем за луѓето кои што му рекле не наводач. Ма видете, ако гледате така, интегритетот го имал и премиерот. И тој го кажал својот став. Добро. За мене интегритет е да имате став. Значи, кои сум јас? Знаете ли што беше ставот на премиерот? Знам. Јас ги знам и двата Виша, става. немој да ми пркосиш. Јас сега ќе ти кажам кој е главен.
Тоа е нешто кое што Легитимно е? Јас не би се ставил во ситуација да оценувам став, Так. ако би бил премиер, не би се ставил јавно, но се е легитимно, Так. кое што не е надвор од законите. Аха. Поентата е дека за мене интегритет е да имате јасен став. Дали е добар или лош, дали се сложуваме или не, секој индивидуално ќе реши. Бидејќи ние претеруваме постојано да сакаме да наметнеме наш став. Например, јас ако сметам дека е исправно, сега се борам да ве убедам дека е исправно. Вие сметате дека не, ќе се борам. Значи, окей, едното и другото. Дајте да градиме свест и критичка мисла, така се гради. Со различни ставови, со различни мислења, со насличните ставови во финеси различни мислења, со комуникација која се базира на различни подаргументи, подфакти. Тоа така се прави критична мисла, така се оди напред. И за мене интегритет факт е дека е голем да кажете не на водачот, меѓутоа во исто време мора да знаеме дека интегритет е да имате јавно став. Што е исправно, си има правници, зборувам истакнати, си има политички аналитичари, кои што тоа ќе си го толкуваат и ќе си го прават. За мене е се исправно што е во рамки на законите, што е јасно кажано и што поттикнува дебата. Тоа ни фали. Не е едно во јавност, друго зад кулиси. Ајде да ги отвориме сите картите, зборувам што се на јавна функција, не зборуваме политичари и луѓе платени со парите на граѓаните на функции, и да ги завршиме работите. Ќе биде тешко 5 или 10 години, но кој ќе свати дека мора да ја обедини опозицијата во процесот и ќе успее во тоа, ќе постигне на долгорок решение. Сите европски држави поминувале низ обединување. Пред 30, пред 50, пред 100 години, секоја. Различни во ставови, ама за некои работи мора да бидеме заедно. Едно гриште за нема друго. Не заедно. Да се сложиме дека сме за демократија, да се сложиме дека сме за различни мислења. Дека заедно ќе ги градиме процесите и системот ќе го почитуваме. Така, или ќе му овозможиме да функционира. Во интерес на граѓаните. Значи, јас во наводници идеалната држава, како ја замислам? Да речеме имате спектар, лево спектар, десно, тоа е широк, не се две партии, но да речеме лево, десно, центар. Еден е на власт, еден е во опозиција. Добро. Од тие групации. И во средина имате граѓаните и најво средина ги имате стручните лица. Значи, повторно велам, ако е за какви да се садат дрвја, и викате луѓето таа индустрија. Не се стручни лица само доктори, инженери, правници, економисти. Стручни лица се земјоделски инженери или што лица веќе. И тој работник, работничка што 30 години сади. Значи, тој веќе е експерт. Значи, знае, може не е експерт за како се кои видови знае како се сади, тоа е сериозно искуство. Битнете ги вистинските, тоа е мавет. И ги ставаат партиите во средина, вистинските, односно експертите, шефовите, лидерите, и тие ги наоѓаат заедно решението од науката, од праксата, од позитивната примена во компаративните случаи во земјите, регион, свет и така. Тоа е начинот и партиите потоа не може да не се согласат. Добро. Кажете ми само, имавте проблем со собствената самодоварба кога бевте млад, да речеме, и што мислите дека е поважно? Таа самодоварба која што на некој начин ја билдаат вашите родители, вашето семејство, па нели ве буткаат некако, они си знаат само на кој начин, или можеби мислите дека самодовербата е многу повеќе се гради низ искуството, па јас станувам посигурен во себе? Мислам дека овие политичките прашања беа полесни. Да, јас сум искрен во таа работа и има одредена возраст во која што имаш повеќе самодоварба во која што сакаш да молчиш. Не, ама од денешен аспект разбираш дека самодовербата во некои претходни далечни случаи, во години далечни, била многу без покритие. Била одлика на младост, на развој и така натаму. Да. Меѓутоа, мислам дека секој треба да се гради. Секој личност треба да се гради. Бевте председател на клас, да? Бев една година подпредседател, 2 председател. Да. Ви беше криво кога бевте подпредседател на председател, шегувам само. Веројатно ме било. Веројатно во одреден дел ми било, тоа е неспорно. А што мислите, зошто ви избраа вашите соученици да бидете председател или подпредседател? Ние кога бевме нели млади, требаше некој да зборува. Требаше некој да сака да... на Бојан му одеше зборување. Да, Бојан сакаше и да зборува и да пее и така натаму, па веројатно сето тоа се спојуваше. Не знам, битно е таа вежба на демократија и на градење на лидерство од мали нозе.
не само како председатели на класови, туку секој ученик, а тоа е должност на образовниот систем, мора да најде кај е лидерка. Пак се враќаме, значи мора да најде образованието да ги потурне работите. Затоа што ние во општеството секој дете во нешто е лидер, тоа е мојата. Секој човек, секој дете е лидер. И денеска можеби воедно, и тоа ќе свати дека нешто многу повеќе оди. Значи не е тоа се родил некој за хортикултура и сега мора тоа. Можеби не, можеби има три преференции, и тоа едната ќе треба да се издвои, Ама тоа образованието, не можам јас да го правам или вие, тоа го прави системот. А родителите каде беа тоа тука во таа? Во моето, во вашиот, за вас прашувам. Моите родители секогаш биле поддршка. Мислам, јас сум слободно можам да кажам многу среќен човек, заради тоа што никогаш не било дозволено било што да ми фали, не зборувам материјално. Материјално имало ситуации кога фалело и кога, меѓутоа никогаш не се дозволувало јас да го почувствувам тоа, зборувам кога сум бил дете или млад. И тоа е нешто кое што сум многу благодарен. Обкружен секогаш со луѓе кои што даваат поддршка, кои што се тука, биле и денеска, не само како родители, туку и луѓе се за мене. Јас се надевам, секогаш го потенцирам тоа искрено, се надевам дека барем половина од тоа што сум добил, до сега сум го вратил. Заради тоа што ако немате поддршка, се оди потешко. А поддршката, барем за карактер како мене, е многу важна. И поддршката била многу важна да разберам што е празна ароганција, што е да се градиш како личност, па понатаму како авторитет во одредена област, и што е она што е здравото, што е она што е нездравото. Затоа што само поддршката ќе ви каже искрено, вака е. Сите други или ќе ви кажат да, или ќе ви кажат не. А оние луѓе што ви се блиски, искрени, тие блиските знаат после некој ваше вако јавно истапување да кажат, ма претера Бојан, мислам дека... Да? Често. Супругата е најголемиот критичар сега или родителите и да речеме, не знам, сестри, браќа, сега не знам што како? Најголеми критичари секој од свој аспект. Се родителите се секогаш најсубјективни, тоа е природно. Секогаш е добро тоа што се го кажа. Не е секогаш добро, ми кажуваат буквално како е и како требало да биде, тоа не е спорно. Ама се секогаш нели природно посклони да го бендисаат тоа кое што е направено. Супругата исто така е многу реалистична, бидејќи стварно добро ме познава, може да види која ми е поентата. Добро. И што ми е пораката. А на крајот на дештата јас се обидувам на еден ненаметлив начин секогаш да ги најдам решението да ги испратам пораките за општествен, што според мене се добри. Во овие 15 на години јас сум имал и имам прилика да направам во наводници скандал и мега популарност, па веројатно секој ден. Да помогнете во правењето. Или да го направам. Значи да кажам нешто, ете тоа е, Катерина, можете да замислите. Да, не можам. Зашто не јас не можам. Да. Само кажувам дека јас го избирам патот, кој што сметам дека исправен. Се е наш избор, тоа е мојабет. Па се е наш избор, меѓутоа е друго е мојабетот. Добро. Комуницираме, тоа е совет за сите, особено јавни функционери. Мора да се разберат две работи. Првата работа е дека се обраќаме на луѓе, на индивидуи. Добро. Значи јас сега не се обраќам на маса. Не се обраќам на публиката, се обраќам на луѓе. Секој индивидуа, човек со своји ставови, поддршка, не, или размислување, значи, тоа е клучно. Втората работа е дека мора да се разбере дека во тој процес на обраќање мораме да ги обединуваме. Да кажуваме ставови што обединуваат и што прават промена. Не да се фокусираме на себе, бидејќи многу е лесно кога ќе знаете неколку тактики или кога работите комуникација, па дури политика, како да го крадете вниманието да бидете хит на ден, 2, 3, 5. Може би на еден мандат. Не мора да е на власт, може да е во опозиција. Да. Меѓутоа, што со ефектот? И она што мене ми покажало, дека на начинот на кој што се трудам да зборувам, за мене ненаметливо, но директно, со јасни по мене пораки, колку што треба да бидат јасни, си прават импакт. Има низа на случаи кога нештото било кажано, никогаш не никогаш, 99% не признаено, Добро. Тоа спроведено. Тука се пријателите искрени, така не ли ти е криво? Значи тоа е оној простор на меѓуредови, кога некој добро слуша и ги користи вашите совети. Така ве разбирам добро или така некако? Во најголем процент на случаи така се случува. Разбрав.
И тука се пријателите искрени вака ми велат. Че ги викат, нели ти е криво? Твоја е идејата. Да, идејата е земена, копирана и Јас викам, изреализирана. Не, јас не би ја дал. Тоа е би било- решение. Две Вие работи. решавате проблем. Не решавам проблем, се трудам да дадам Точно, придонес. Јас да. проблем не можам да решам. Да, Јас сум индивидуал како секој. Давам придонес во мојот дел. Тоа сум на чисто секогаш. Значи давам решение, по мене што може да помогне. И втората работа, секој мора да знае, кога е сигурен во она што го работи, било која професија да е, сите идеи да ги каже, шемите да ги даде, не може друг да ги заврши како човекот кој што е. Ако не тој самиот. Така. Па не тој самиот, ако Да. него, ако не ја знае суштината, која нема Аха. основата, експертизата, ширината на идејата. Значи, затоа е важно, нашето општество многу голем проблем има. Затоа се луѓето разочарани. Кај нас имаме, сите ние како луѓе се чувствуваме мали, наспроти авторитетите, Премали. наспроти авторитетите преголеми. Да. И тоа не се во политиката, во политика, во се. Значи имаме научници, политичари, оние- Проблесоци само и толку. Сите се вау, Да. и имаме публика која што вака седи и треба да слуша. Пазите, во 21 година, 21 век. Тоа е главниот проблем. Додека не разбереме дека тоа мора да се промени, нема да има задоволство и оние анкети што излегуваат за перцепција, задоволни, незадоволни граѓани се тоа. Затоа е Скандинавија на врв. Значи не е колку сте богати, туку колку инклузивен систем. Ви нуди Систем што ги вклучува системот кој сите и што дава, така. че не се заморува со другите. Не се фокусира на другите, туку се фокусира на себе, на својата перспектива. Одима кај вас, Ајде. кај себе. Без кои 5 работи не можеш да го замислиш денот, сте рекле позитивна енергија, љубов, разбирање и позитивна комуникација. Не можете да функционирате и на шала, ама мене многу ми значи, сакам да го искоментираме, велите, сакам да кажам дека е потребно да се воведе данок за ширење на негативна енергија. Јас застанувам овдека. Ова ми е тоа. И Охрид, недостасува таму. Да, Охрите секако, ама мина ми беа овие ставки нешто, нели, како да речеме, како перцепција за тоа дека некако ми се чини дека се ова што го кажавте досега, да, се никаде се наоѓам во тој процес. Ама никако сите, кои што мислиме не поинаку, што имаме свое мислење. Ето тоа е доволно, нели? И е различно од она на оние први, втори, трети, пети, десети, не знам какви, да некако изградиме некој свој систем и да тргне тоа. Како да кажам, нели, како нешто што треба да патува, како топката. Ето така. Да. На шала, меѓутоа, нели, пола шала, пола вистина. Да. Даноков колку дае, само тоа да се договориме. Во повеќе смеење. Да, во повеќе смеење, баш. Тешка е. Како вие се борите со тие негативни Не луѓе? знам, на батерии веројатно. На батерии. На резервни батерии. Затоа што станува постојано се потешко, веројатно и тоа со возраст станува потешко да си идеалист и да се трудиш и бориш, меѓутоа станува и потешко И во да има живци, така вела. Да, ама станува и потешко во земји кај што се губи идеализмот. Аха. Значи идеализмот не е утопија. Утопијата е утопија, идеализмот е идеализам. И секој мора да верува во некакви идеали. Не си идеали само вие да сте за конзервативна или за социјалдемократска или либерална опција. Идеали се да верувате во каков тип на општество сакате. Што смета дека треба во средиштето да биде. Едноставно промена на се. Така што тешко е особено во Македонија, па и во другите околни земји, emerging countries, како што ги нарекува ОЕЦД, да вие со толку сиромаштија, со толку, тоа се статистички податоци, не е дека јас го импровизирам, значи над 450 или со еден оброк на ден или со 100 денари, И без оброк. или тоа е Има и друга такви. категорија, плюс без оброк, без домници и така, значи тешко е да и звучи чудно кога кажете треба оптимизам. Меѓутоа, јас не говорам оптимизам да ги терате луѓето кои што се во мака да се смеат. И тоа, кога сте од другата страна, кога сте институција, пазете, институциите се сочинуваат од граѓани како нас. Точно, од луѓе од крв и месо. Треба да си легнат дома. Сега, јас, повторно на шала, ама не е шала, значи јас кога би бил На нивно место. Така, јас би плачел веројатно секој ден. Го кажам отворено, само на блиските. Јас не затоа не можам тоа да го работам. Јас не можам дури доктор да работам, колку да ја ценам таа професија, бидејќи тешко да Преемотивно за вас. За мене да. Не можам да работам ни психолог, ни психијатар. Не заради тоа што немам афинитет и не можам. Така. Заради тоа што едноставно се соживувам. И мојаватот ми е
Не е да ги терате вие тој данок, да ги терате луѓето да се смеат кога им е тешко, но да им подадете рака. Веќе вие сте институцијата. Да им помогнете колку можете да или ги докаде извадите. можете, така е. Можете. Еден убав ден да им направите. Ама институциите можете убав живот. И за тоа се. Оти на крај ние сме помирени дека институциите толку можат. И зашто се прави ова? Епа, која институција може да ги контролира сите? Зашто не се дозволи? Епа, кај може да се постигне? Па зашто плаќаме институции? За се дигнат раменици и да се каже не. Ова не е за кај нас. Да. Или втората работа, како што се често не се случуваат политички кризи, широки влади, вакви такви, зашто не работи институцијата, чека министерка. А додека чека година дена да се стави политичкиот министер. Па не може ништо да се Тогаш не прави. може. Тоа е Тогаш меѓупростор. Зашто не е институција? Дај да партиите да ги вгнездиме, како на времето да се бидат официјално дел институциите од партиите и да владееме така. Оти не ја разбирам поентата да бидете во институција, а да не се борите за тоа што го правите за интегритетот. Не го прават тоа сите. Меѓутоа, за жал, не се дава шанса на, јас знам, познавам многу тие се хероите, и тоа џабе бих изборувал со име и презиме. Да, кога не ги познавам, Кога но не ги добро, познавам, сакав да споменатам некој, може би некој ќе тие се се препознае хероите кои доволно. што се борат, се препознаат. И вака се се борат да докажат дека интегритетот и во институциите е важен. Јас имав прилика, ќе споменам само дел од институции преку различни меѓународни проекти, да соработувам со Државниот завод за ревизија, со Државната изборна комисија, со Државниот завод за статистика. И беа отворени? Не само што беа отворени, тоа се само дел, има уште. Значи, прекрасни Ама им професионалци. требавте, затоа беа Од добри или? аспект, не. Вам ви треба, како беа На релации? општеството си треба. Да, не зборувам кој кому треба. Секогаш има некој кој Не, што секој си треба А тоа беше едни на други, взаимно. взаимно. Да, Значи, јас се трудам да направам подобра стратегија за отвореност или да работам на подобра обука, со цел да се вклучат повеќе Вие граѓани. работите на обука за тие да бидат подобри. Или Добро, добро. стратегија. Се разбираме. Сега ве Јас ги разбирам. запознавам уште толку прекрасни професионалци. Значи луѓе кои што се фокусирани на професионалната работа и мораме да ги извадиме на површина. Тоа е интегритетот. Да. Не со изјави. Океј, изјавите се легитимни, меѓутоа ни требаат вистинските луѓе на првите места, но и на следните места. Да. Имам уште некоја минута само, сега видов колку е. Да, а јас ништо од овие мои прашања, многу за комуникациите, воопшто, нели, и за политика, а не отидовме кај вашето лично, нели, јас сакав и тоа да биде дел од ова, да речеме, лидерисување, како јас го велам. Кажете ми, лидерот Бојан Кордалов, не зборуваме како комуниколог, зборуваме лидерот Бојан Кордалов, ви се обраќам вам, има стравови? Да. Секој? Од што? Во тоа, во лидерство, во во вашата лидерството? област. Да, во вашата област. Што е стравот? Значи, едно не е стравот. Значи, страв немам од тоа дека можам да не успеам. Заради тоа што верувам дека борбата секој ден да се докажувате, тоа го надминува. Стравот е дека едноставно ќе престанете да бидете добри. Дека ќе престанете да се усовршувате. Мене стравот ме движи да се менувам. Такви се тие во лидерскиот дел. Да. Мислам во лидерскиот. Ајде, така да го наречем. Да. Значи, едноставно страв дека ќе заостанете ако секој ден нешто не направите подобро. А лидерот може да биде лидер по дома? Лидер по дома? Ако е во родова улога, не. Во 21 век, не. Не. А во родова улога, не. Меѓутоа, ако е лидер за машината за перење, знаете да уклучите? Да ја уклучам и да ја раскренам. Признавам, не знам, јас признавам дека не знам, а знам да ја раскрена машината за перење, но не знам да ја пуштам. Тоа ми е... Чекајте, значи треба да ја пуштана, да заврши, вие да ја отворите и да ги ставите на да се сушат лиштата. Тоа можам, но јас не знам што е шарено, што е бело, што е црно ако се отвараме. А инаку знам да ги извадам и да ги испростам, знам и да пеглам, знам да го отварам. Ама тоа знам, ама дали го правам? Па и го правам и не го правам. Значи тоа е лидерството. Значи некој ден сте вие лидери, друг ден е другиот лидер. Компромис, што недостасува кај нас. Значи да разберем дека не е компромис да биде на пола пат. Туку компромис е дека е денот, вака сте го договориле, заемен интерес и желба на 2 или 3. Кога би можеле така и општеството да се го концепираме? Можеме? Све може. Да. Па а како да излеземе од оваа? Мислам дека сме како риби на суво. Само со добра комуникација.
Да, само со добра но не граѓаните да комуницираат добро, граѓаните комуницираат одлично. Туку институциите, Да ги слушнеш оние што комуницираат добро. Да прашаат и да се вклучат, да слезат терен. Јас и во оваа криза спорувам за сукување ракави бар. Одење на терен. Мислам дека комуниколошки, а кога ќе бидете на власт дека муките ве прави буф, некој друг. Мислам, тоа е веројатно психолошки. Точно. Јас затоа сум бегал секојаш кога сум можел подалеку од некаква власт, затоа што веројатно не можеш против тоа, веројатно. Но ако изградиме систем како што има во западните држави, особено во САД, кој што ќе ве држи, значи на секогаш на тогаш вие не можете лично да во некои делови да избегате, карактерно лично, невидливо, меѓутоа да оштетите поширока околина граѓани, тоа не може. И затоа е битен системот, бидејќи и мене, и вас, било кого да се стави на апсолутно сите не е важен системот. Не, ако се ставиме на моќ, ќе нема систем. Така. И ние ќе подзабегаме. Сега дали ќе биде милиметар или 10 сантиметри? Зависи од нас. Прашање на време кога ќе стигнеме и до 10. Така. Од 1 па до 10. Многу е логично. Да. Ако има систем, нема стигнете ни до 1. И за крај, сите ги прашувам по и вас, вели една мисла од тие многу за лидерството, дека секој, само оној кој што на својот пат создава нови лидери, доаѓа до можноста да е совршен лидер. И ве прашувам во таа насока, создавате ли по патот нови лидери? Како тоа се прави? Јас не можам да создам, бидејќи не верувам дека лидерите ги создава друг. Да им помогнете. Така е. Се трудам. Навистина се трудам. Без многу фанфери, тоа е една од ретките работи што ја правам без јавност. Така. Навистина на секој млад човек, кој што имаме допир на било кој начин со работата, дали е комуникологија, дали е новинарство, дали е пиар, било каков, значи навистина да помогнам и колку што можам да излезам во пресред, бидејќи оваа теза ми е многу важна. Да. Денешните млади, ја кажувам многу често, денешните млади, основци, средношколци, факултет, академски граѓани, се лидери на државата и лидерки на општеството, на економијата, на светот за 10 до 20 години. Кога ние за 30 години ќе бидеме во пензија, карикирам, значи ќе бидеме немоќни да бидеме продуктивни, природен процес. Овие луѓе ќе ја градат иднината и за нас како пензионери, и за младите, и за себе. Ако не им дадеме добро образование, прилагодено на сегашноста, ако не им дадеме можност, ако се однесуваме како што одредени луѓе се однесува, ако нас кога бевме млади се треба да наполниш 50 години за да станеш лидер, до тогаш ќе купуваш бурек и јогурт. Добро. Тогаш нема напредок. Нема да можеме ние да живееме, после е касно. А сега се градат тие генерации. Супер, ви благодарам, Бојан Кордалов, за ова искуство. Се надевам дека се обидов на некој начин и да стигнам до приватното на Бојан Кордалов, малку барам. Катерина, јас знаете колку ја почитувам целата работа ваша и она што секогаш во темите ја наоѓате стручноста, меѓутоа и човечноста. Она што луѓето не само ги интересира, туку ги движи работите. Значи, внатрешното во луѓето, така што секогаш со задоволство и многу ви благодарам што не закажаната чест. Да, им благодарам и на сите оние кои што не слушаа на 107.4 и не гледа, и ви кажувам, значи Бојан Кордалов убаво рече, секој од нас е лидер. Се гледаме следниот петок.